Сега ги нема сите овие, бидејќи уште се активни во политиката, уште се директори на јавни институции, на пошти, секретар на собрание, да кажат свое мислење, како тогаш што ги изразувале своите мислења како протеници, да кажат, еве сега кога нивната партија е на власт, дали се согласуваат со решенијата што ги носи нивната партија. Дали се согласуваат со кадровските решенија за кои го даваат својот глас, креваат рака пратениците кои тие ги одбрале да ги представуваат. Уште еднаш ќе кажам, кога нема критериуми, не се поставени правилата на игра, кога намерно се оставило и низ годините да може елитата на власт да се избира своји послушници под името истакнат правник, тоа ќе продолжи. Ова правно корзирање ќе продолжи бидејќи доаѓа оттаму што Уставот не ги регулира децидно постапката и условите за избор на уставни судии. И ова е повод за епизодната партиско-политичка врева во разбирањето на тоа како правен габарит треба да биде секој иден уставен судија. А кај нас, како и за многу други работи, законите се направени како упатства за употреба, па ако нешто не е напишано, останува да се толкува според партиската диоптрија, па може и како и да му се намигне на Уставот. Праксата покажа дека овај широк полигон никогаш, намерно или не, а убеден сум дека намерно, не беше доволно стеснет и не е доволно стеснет, ниту пак вас, како борци за правда од таа шарена револуција, нема правда, нема мир, на крајна памет не ви падна да го стесните овој полигон на правно корзирање, за да стане јасно што всушност треба да исполнува еден кандидат за да биде судија заштитник на Уставот. Ма вас не ви пречи. Еве, после, не знам, може би 2 часа моје излагање, гледам дека кај мнозинството го напушти и последниот мохиканец, последната колешка која беше присутна и навистина имам едно барање во моментов ова идеја од како останавме сами, само опозицијата, да дискутираме за изборот на уставен судија. Да побарам од вас да го донесите, бидејќи е бивш, не може да биде донесен тука, но неговиот наследник, премиерот Ковачевски, наследник на тој што со раката на срце секојдневно преку телевизиските екрани господинот Заев ја убедуваше македонската јавност и ни велеше дебатата е убава, дебатата е корисна, дебатата носи квалитет. Да го прашам со кого да дебатирам? Со кого да дебатирам јас за изборот на уставни судии? Секоја чест, почитувана председателке, но не мислам дека сте Каспаров или Карпов да играте симултанка на 20-30 шаховски табли. Штета што ве оставаат сама вашите колеги, што немаат што да кажат за ваквото дилетантско спроведување на процес на избори за уставен судија. И што не се одважија да зборнат ниту збор околу толку важна работа избор на уставен судија, како треба да биде избран и како треба да личи еден уставен судија. По кои критериуми? Дали се тоа годините повинати со правнички стаж
одредена академска титула од правото, научна или професорска дејност, дали е тоа меѓународно искуство. Може би затоа низ одлуки на овој суд беа толкувани повеќе како штета, отколку како уставно-судска заштита. И што да очекуваме, освен штета, при толкување на уставот од вакви кадри? Ке дојдам и до тоа. Наместо да брзате овде и да не дозволувате како председател на комисија пратеник од опозицијата да го заврши својот говор со решение како 2 минути пауза да изврши физиолошки потреби, да продолжи со својот говор во насока на ова што го кажувате, да донесеме закон за избор на уставни судии при кој точно ќе се знаат критериумите, вие брзате да избериме Татјана Васич и Љубомир Јовески и Фатмир Скендер. Кај судскиот совет, кој исто така предлага уставни судии, услов е кандидатот исто така, во наводници, да биде истакнат правник. Иако и таа флоскула за партиите има неверојатно широк лексички диапазон, па според партиската логика, најверојатно ова истакнат правник, кој е одбрано како главен критериум, слободно можам да го наречам дека е контењер што може да собере се. Или ништо. Но, тоа што сакаме да го истуркаме, како наше решение, ќе му залепиме етикета истакнат правник, петка е пуфче и ќе си биде 9 години уставен судија. Повозрастните од мене пратеници и повозрастните од јавноста паметат и светли моменти на функционирање на системот на државните институции, вклучително и на Уставниот суд, кој важел и треба да важи, но сега далеко е од такво нешто, бастион на правото, каде што за влез била потребна импозантна кариера и каде што, каков и да бил законот, избраните судии малку биле оспорувани. Но знаете зашто? Затоа што уставни судии тогаш се избирале од таков ков, повозрастните сигурно ги паметат, универзитетските професори кои претходно ги спомна и новинарот кој го цитирав, почитуваните Тодор Џунов, Милан Нетков, кои имале впечатливи кариери и силни образложенија на нивните правни мислења. Овие луѓе биле величини во својата струка. Не биле обични административни работници, правничиња кои носеле закони, законски акти, подзаконски лиценци на тој што ќе му се јави под директива од врвот на партијата. На овие луѓе не верувам дека можел некој така да ги манипулира, бидејќи имале многу вложено во својата едукација, кариера и професионална работа. Биле докажани не само во државата, туку и во светот. Сега имаме некои што ни дома не ги знаат што работат. Денеска се во едно министерство, утре се во друго, па во трето, во четврто, во петто, во шесто, па во катастар, секаде онаму каде што врхушката на партијата, на елитистичката власт, делот од таа елита која печали пари на грбот на граѓаните, која исцицува, испумпува пари од буџетот на граѓаните на државата во приватни џебови, дава наредба на вакви послушници и ги носи секаде онему каде што во моментот има потреба да му се заврши некоја работа, да се изготви некој закон со кој тие ќе имаат привилегии. Тие во наводници, оние неколку кои ја заробиле вашата партија во моментов. Затоа му се потребни вакви уставни
со вакви силни кариери во наводници, штеднаш ќе кажам, а не величини по примерот на Джунов, Нетков и слично. Еве, она што го гледав и барав, ме заинтересира да видам како тоа во минатото се избирале уставни суди и какви габарити на истакнати правници со какви кариери се избирале за уставни суди наспроти овие што ни ги нудите денес. За господинот Тодор Джунов, меѓу другото, пишува дека бил и арбитер на надворешно трговска арбитража и арбитер на судот за мирење и арбитража на ОПСЕ. Кажете што се овие вашиве што ги нудите. Правник во Министерство за образование, правник во Министерство за здравство, правник во катастар. Судејќи според биографиите на овие величини од уставни судии, овај правнички багаж, габарит, како што одминуваа годините, очигледно стана реткост при изборот на уставни судии. Знаете зошто? Заради она што го цитирав и Павле Трајанов што го кажал, заради што се избирале понатаму при избор под влијание на партиите. Партиите од петни жили се обидуваја да ја уверат јавноста дека предлозите се солидни. Но до предодредено време и еве на некој начин, ако не оправдувам, би оправдал, ако некој од петни жили се обидува да оправда нешто. Вие не го правдате. Само носите предлог, на едно ливче напишани 3 имиња и ни велите, овие луѓе треба да бидат уставни судии. И ниеден од мнозинството, еве нека види почитуваната македонска јавност, нема присутен ниту еден пратеник од мнозинството да ни објасни зошто треба да ги гласаме и зошто ќе ги гласате, зошто сте ги предложиле овие луѓе за уставни судии. Избираме уставни судии во Уставниот суд на Република Македонија. Не избираме председател на Кујчен совет во Петтокатница. Како ќе го правдате вашето неучество, вашето неработење, вашата незаинтересираност за едно вакво суштинско прашање? Не можам да ве сватам. Колку и да се обидувам, колку да пробувам нешто да најдам некакво оправдување, ајде, некој му рекол, му дал наредба, пратеници сте. Вие овдека ја носите, ја носиме одлуката само по мислење на оние кои не гласале, граѓаните. Работиме во нивни интерес. Да, партиски интерес, договор, некогаш нешто ќе се изгласа. Но уставен судија избираме. И ниту еден овде, барем да не е присутен, да клима со глава или да речи, Петреве, не е така ова што го зборуваш. Ја имам аргументи да те побијам тебе во ова што го кажуваш. Ние имаме добри предлози за уставни судии. Ама не. Ниту еден не е присутен, а па камоли да земи збор или реплика. И поради ваква законска недореченост, онај што вие сега го спомнавте, кој остава простор за арбитрерно толкување, дури и Хелсиншкиот комитет достави иницијатива до Министерството за правда за донесување закон за постапка и услови за избор на уставни судии.